одбележуваме денот на монетарната самостојност. Од тие причини сме во музеот на Народната банка. Ќе разговараме со Хаџи Манева, кустос во музеот. Маја Хаџи Манева, добро утро. Добро утро. Благодарам што ни ги отворивте портите и навистина е едно преубаво чувство да се влезе во музеот на Народната банка. Се надевам дека ќе има простор и можност и граѓаните во нареден период да дојдат, но ајде тоа потоа ќе стигнеме и до тоа прашање. Може да му дадеме значение на денот. Еве, со првото прашање, како изгледале првите македонски пари и во која вредност биле тие печати? Прво да ви посакам добре дојде во музеот на Народната банка. Како што спомнавте, на 26 април 1992 година беше донесена одлуката за монетарна самостојност на државата и одлука за поведување на национална валута, која што беше именувана денар. Меѓутоа, на првите вредносни бонови што беа испечатени во тој период, не беше испишано името денар. Кога македонската држава ја прогласи својата самостојност предходната година на 8 септември, таа не беше монетарно самостојна и овој процес требаше да се случи за многу кратко време и во најголема тајност, имајќи во предвид дека во тој период Македонската народна банка беше под контрола на Југословенската народна банка. На тој начин беа испечатени овие први пари во јануари 1992 беа депонирани во трезорот на Народната банка и се чекаше погоден момент тие да бидат пуштени во употреба, односно да биде прогласена монетарната самостојност. На парите е представен Македониумот, на задната страна на сите апоени, како символ на борбата на македонскиот народ за слободна и независна држава. А на предната страна, на првите 6 апоени, кои што биле од 10, 25, 50, 100, 500, 1000 вредностни единици, е сцена со тутуноберачи, која што тоа е мотив кој што е автентичен за македонското поднебје. Потоа имаше една банкнота што е малку поразлична, можеби се сеќавате или гледачите се сеќаваат на една жена која што работи на компјутер, додека на екранот се појавува текстот Република Македонија. Таа треба да асоцира на модерното време, додека културата и традицијата се на најголемата вредност на овие пари со приказ на црквата Света Софија во Охрид од едната страна, а од другата страна е традиционалното македонско ротешкото, веднаш до Македониумот. А кога веќе ни кажавте која била инспирацијата и значењето, кој ги дизајнира првите пари? Првите пари, првите вредносни бонови од 1992 година се дело на ликовниот уметник Борче Тодоровски, кој што исто така ги дизајнирал и првите наши банкноти, на кои што беше испишано името денар, 1993 година, кои што се надоврзуваат на предходните според инспирацијата прикажа на Македониумот и културно наследство, црквата Света Софија, Свети Јован Канео, Свети Пантелемон, тука од Корнонирези, Саат Кулати, Даут Пашиниот Амам. И интересно е што на овие банкноти е и старата зграда на Народната банка, која што се наоѓала во центарот на Скопје, на плоштадот. А тука била представена за да се прикаже континуитет, да символизира континуитет во централно-банкарското работење во државата. Години се менуваат банкнотите, се менува изгледот, па како се менувало? Има ли некој значење во тоа, во менувањето? Како проѓале од еден во друг лик? Промените се случувале од практични причини, од економски, од безбедносни причини. 1994 година беше објавен јавен конкурс за изработка на дизајн на банкнотите кои што ние денес ги употребуваме. И од уметниците беше побарано да креираат решенија кои што ќе се инспирираат од културното наследство и македонската историја. Од пристигнатите решенија на конкурсот беше избрано тоа на ликовната уметница Билјана Унковска, која што е автор на дизајнот на нашите пари.
Тие беа испечатени во 1996 година и многу брзо, откако беа пуштени во оптек, тие го добија епитетот на едни од најубавите банкноти во југоисточна Европа. Потоа се следува некои помали промени со додавање на некои заштитни елементи против фалсификување. Во 2016 од безбедносни причини што били да. Во 2016 година беше повлечена банкнотата од 5000 динари, на која што е представена менадата, а беа воведени две нови банкноти од 200 и 2000 динари. Автор е на овие банкноти графичкиот дизајнер Ласко Ѓуровски. Интересно е тоа дека на македонските банкноти нема личности, како што може да видиме на некои други банкноти од други светски земји. Зошто е тоа така? Сложените политички околности во моментите кога Македонија ја прогласуваше својата монетарна самостојност, се чини дека го трасираа патот во изборот на елементи и символи на македонската државност, култура и природа, кои што и денес е доминантен елемент на нашите пари. Да. Се наоѓаме во Музеот на Народната банка. Кажав дека навистина е приубаво и да се пропатува низ историјата, доколку си има можност да се биде тука. Па еве, минатата година вие имавте поставка тука. Имаше ли заинтересираност од граѓаните со оглед на тоа дека беше отворена изложбата? Имаше голема заинтересираност на граѓаните и особено беше голема беше организираната посета на ученици од основните училишта. И за таа цел и оваа година ние припремивме некои видеа кои што раскажуваат приказната за парите. Се нарекуваат за македонските пари, банкноти и монети. Додека ние зборуваме, се надам дека гледачите од видеата, дел од видеата ќе можат и да погледнат. Исто секој што сака да ги погледне, може и на Facebook страната и на YouTube каналот на Народната банка да ги види. Така, велите имаше голема заинтересираност, па добро, еве со оглед на тоа дека го завршуваме месецот април, лани беше во мај месец, дали веќе нешто подготвувате за следниот месец, што ќе биде тоа? Ќе бидат ли отворени портите повторно од музеот? Сега враќаме постојаната поставка. Добро. Веројатно ќе биде, сигурно ќе биде отворена во средината на мај за посетителите. Тука ќе бидат изложени монети што биле кувани или биле употребувани по различни историски периоди на македонската почва, почнувајќи од најстарите пари, парите на пајонските племиња, некои од нив датираат од крајот на 6 век пред нашата ера, потоа пајонските кралеви, македонски кралеви, римски кајсари и императори, византиски и отомански банкноти ќе има од 20 век и секако сите парични изданија на современата македонска држава. Ќе биде интересно да се види, ќе можат сите граѓани да дојдат, ќе бидат како лани, така? Да, влезот е слободен, секој што сака во работно време. Секогаш има кустос тука, така да може да објасни, да раскаже. Маја, ви благодарам на вистина што денешниот ден ни ги отворивте портите и направивме, дадовме почит на денешниот ден и направивме едно мало патување низ историјата за македонските банкноти. Се разбира следниот месец кога ќе биде поставена поставката, редовна која што имате, се надам дека повторно ќе не поканите. Ви благодарам што дојдовте, секако ќе добиете покана. Ви благодарам.